Почитувани битолчани, почитувани жители и граѓани на општина Битола. Јас сум Јорго Гненовски и сакам да ви се обратам со една убава мисла и со желба Битола, општината Битола, да ја спасиме од 35 годишното уништување. За жал, Македонија како независна држава постои 35 години, а исто така нашата Битола. 35 години доаѓаат на власт од различни политички структури, градоначалници, советници, независни советници и немаат баш ништо направено добро за Битола. Јас велам, делата го красат човекот. Делата ги красат градоначалниците кои што беа до сега на власт и исто така делата ги красат советниците кои што беа на власт. За жал, Битола тоне. Тоне и пополека станува голема депонија за ѓубре. Ние сите знаеме дека во овие 35 години наместо да одиме напред, Битола пропаѓа. Младите се иселуваат масовно. Јас кога да прашам млад човек, разговарам, а вика јас се спремам да си извадам карта во еден правец, повеќе да не стапнам во Битола, во Македонија. И разговарам зошто е така, затоа што се тотално разочарани. Па гледате, вика, некој ми вика Чичко Јорго од младите, се разбира и вели, гледате Чичко Јорго што ни се случува во Битола. Ние тука немаме никаков живот. Не дека немаме забава, бидејќи младите сакаат да се забавуваат и треба да се забавуваат. Напротив, вели, гледате што ни се случува. Овде само партиски се вработуваат. Во јавната администрација, во општината, во јавните фирми. И за жал, тоа е вистина. Квалитето воопшто не се цени. Ни еден градоначалник, ни еден советник во 35 години нема застанато да каже луѓе вака повеќе не може. Да се спротистави на сите тие градоначалници, советници и да се спротистави на владата. Која влада да дојди, за жал, нема ништо направено во Битола. Напротив, има голема штета направена. Погледнете што ни се случува, драги мои битолчани и граѓани на општина Битола. Рек Битола повеќе од 35-40 години, колку постоje, скоро 50 години, не труе. Ни еден градоначалник, ни еден советник не кажа да се постави филтери, да го дигни народот, поточно граѓаните на општината Битола и битолчани, да излеземе да се бориме. Филтери досега требаше да бидат поставени пред 20, 30, 40 години. Да не зборувам за луѓето што работат во рек Битола, таму директно се трујат. Значи, никој не води грижа. Никој од овие градоначалници и советници не се има побунето да бара од владата, да бара од Министерството здравство да имаме ние поквалитетно здравство во Битола. Напротив, болницата во Битола е претворена во мртовечница. Јас вака ви се обраќам, бидејќи ова е права вистина. Права вистина е дека ако немаш пријател, не можеш да се вработиш. Дори почна да ги притискаат и приватните фирми. Овие политички структури, јас што ги викам злосторнички политички здруженија СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци, 35 години тоа го прават систематски. Еве сега пред избори во октомври имаме локални избори, истото го прават. Гледат да вработат негде и пред тоа вработуваат, ама тоа се нивни луѓе од партиите. За жал, и нивните членови страдаат од нив на два начини. Едниот начин е прво ги лажат, бидејќи не може да ги вработат сите, а вториот кој ќе ги вработат во овие јавни установи во општината Битола, тие тогаш душа му ваѓаат. Ги малтретираат, доаѓајте на протести, прај тоа, донесете 20-50 луѓе за гласање и не знам што нешто друго. Тие немаат среќен живот, работат во општините, работат во општината, работат во јавните фирми за мизерна плата од 25-30 илјади денари. Јас како кандидат за градоначалник на општина Битола објавив мојата кандидатура пред 3 недели на ТВ Тера. И кажав јасно и гласно, ако вие, драги мои сограѓани, битолчани и жители на општина Битола ми ја дадете довербата,
Јас ќе се борам за вас да имаме подобар живот, да имаме подобра Битола, подобра општина Битола. Тоа значи дека покрај тротоарчина, патишта, проблемот со ѓубрето да се среди, тоа ќе остредиме, бидете сигурни. Јас ќе работам да привлекувам инвестиции. Познавам луѓе низ светот кои што би дошле да инвестираат во Битола, но сега за жал не доаѓаат бидејќи знаат дека овие криминални политички структури и нивните луѓе ја контролираат општината Битола веќе повеќе од 30 децени. Имаат лошо искуство со нив, кога некој бизнесмен доаѓа сака некоја фабрика да отвори, тие пари му барат на место да му даваат пари за да отвори фабрика. Тоа нема да се случи, јас кој ќе бидам градоначалник. Нема да се случи затоа што ќе направам ревизија од 1991 година за работењето на секој градоначалник и на Советот. Каде парите се троши? Ќе ви кажам еден пример. Има една улица во Битола, на Нико Фундали, каде што сега ја завршија пред непол месец дена, улицата се прави повеќе од година дена. За жал, улицата поставено асфалт 2-3-4 сантими преку глава и сега ние треба да видиме што се случува со таа улица и со многу улици во Битола. Оти многу пати ставаат асфалт 2-3 сантими, колку да се стави, а најверојатно на книгите книжа дека ставиле 10-15 сантими. На секој можен начин се краде во Битола. Фирмите што одржуваат низ Битола, светлата, пример, да речеме, светилките, електриката, па и други фирми што се јавното комунално предпријатие Нискоградба, имаат луѓе кои што ја плачкаат Битола, поточно нас, граѓаните на општината. Јас ќе се борам против криминалот во Битола, ќе се борам против политичките мотивирани вработување, ќе се намали јавната администрација во општината и ќе се потрудам ние како Битола да инвестираме во капитални проекти. Не е само улица и тротоарче капитален проект, тоа не е ни капитален проект, тоа е фактичко одржување и инфраструктура на градот. Јас ќе се борам ние да почнеме како општина да градиме одредени фабрики. Пример, може да се изгради фабрика на заточаци, може да се изгради фабрика за течка храна, пример, и сите село доколу што одгледуваат зеленчук, овоше, да соработуваме и да се троши во оваа фабрика за течка храна. Тоа можеме да го направиме со јавно-приватно партнерство. Ако никој тоа не сака да го направи, тогаш ние, општината, граѓаните, ќе мораме да почнеме и да си градиме наши фабрики. Ќе мораме да преземиме Битола од властите, од централата горе, од владата. Да се направи децентрализација на градот, даноко нема потреба да оди во Скопје, па после да ни се префрлува директно тоа да си останува во општината. Све што ќе се троши. Има многу работи што сакам да ви зборувам, но не сакам сега цела програма да ја кажувам, бидејќи ќе ми земи многу време. Сакав да се обратам и ќе завршам моето обраќање према вас, почитувани жители на општина Битола, битолчани. Ако овој пат не одлучите да гласате за квалитетен човек, ако не одлучите да гласате за мене и дојде кој да било друг кандидат и стане наш градоначалник, ние самите ќе си продолжиме да се уништуваме и да пропаѓаме во една длабока црна дупка. Доста пропаѓаме 35 години, време е да запромениме. Време е да гласате за Јорго Гненовски како градоначалник, време е да гласате за квалитетни луѓе во Советот. Затоа ве повикувам да се освестиме и една за секојаш да промениме нашата судбина, да почнеме и ние да живееме добар, квалитетен живот, да извадиме Битола од оваа длабока, јас ја велам символички септичка јама кој што ни ја креираа 35 години политичките структури на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски партнери, поточно нивните неспособни криминогени градоначалници и советници. Благодарам за вниманието. Се гледаме на избори во месец октомври.